Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го следите третиот дневник на К3 телевизија. Еве што издвојуваме. Со стручно 4-годишно образование можете да се запишете на било кој факултет. Во Македонија ќе се одржат регионални средби на мировниот корпус на Соединетите Американски држави. Исламската држава уништи безброј дрвени и археолошки експонати во еден ирачки град. ФИБА не ја признава АБА лигата. Вчерашните врнежи од снег си го зедоа својот данок. Дел од селата во Козјачкиот регион се одсечени и без струја. Од регионалниот центар за управување со кризи информира дека нивните екипи се на терен, при што ги превземаат потребните мерки за расчистување на патиштата и додаваат дека екипите на ЕВН ќе ги регулираат дефектите во текот на денешниот ден. Повеќе села во општината Старо на Горичане се под снежна блокада. Во дел од нив нема електрична енергија. Причината е дефект во нисконапонската мрежа, бидејќи снежната покривка е висока над 40 сантиметри. Денеска кризниот штаб предложи сет мерки за да се нормализира животот во овој дел од североисточниот регион. Тоа се од Арбанашко, селата Длабочица, Мгленце, Малотино, Желјовино, Брешко, Рамно и во овој дел североисточен се работи за Цвиланце, Желјовино, Цветишница. Се работи за локални патишта, тоа се патишта макадам или земјини патишта, кои што исклучително тешко се чистат со механизација. Се донесе одлука веднаш да се пристапи кон чистење на снегот и ослободување на патните правци. Инаку од регионалниот центар за управување со кризи стравуваат дека со топење на снежната покривка ќе дојде до повторно можно изливање на водотеците и потенцијални поплави, но и да дојде до тоа, оттаму вела дека се подготвени со машини и вреќи со песок. Речните корита не се толку полни за да не можат да акумулираат, да абсорбираат вода, но сепак пак ќе зависи од онаа што ги викаме суводолиците и зголемување протокот на доловите и потоците. Поради изливање на реката Пчиња по текот на селата Пелинци и Враготурце, 4 куќи во селата Довезенци и Јачинце кои гравитираат кон одвозникот кон село Белјаковци се поплавени. Водата по поплавувањето се повлекла, при што во една од поплавените куќи било пријавено оштетување на еден хидрофор. Министерството за образование подготви стратегија за предприемачко учење во Македонија, која веќе се имплементира и ќе трае до 2020 година. Еден од подготвувачите на стратегијата е кумановецот доктор Драган Шутевски, експерт за мали и средни предпријатија. Во североистокот предприемништвото е на многу ниско ниво. Потребно е изучување и развој на вештини уште од најрана возраст. Кумановци воопшто не се иновативни, ниту пак имаат предприемнички дух, велат експертите. Ништо подобра не е ниту состојбата во останатите општини од североистокот. Предприемништвото, сметаат експертите, треба да се изучува уште од најрана возраст. Македонија веќе подготви стратегија за предприемничко учење, која се спроведува во корелација на повеќе институции. Еден од подготвувачите на стратегијата е и кумановецот доктор Драган Шутевски. Ретко, може да се најде некои компании во Македонија кои што на вистина го базираат својот успех на иновативноста. Инаку во овој нашиот регион на прсти може да се избрат компании кои што влегоа во потесен круг за најуспешни компании. Веќе се забележува во кога земеме Скопје како поголем град, веќе се формира неколку така посилни стартап акселератори кои што навистина работат на иновативни идеи. Такво нешто кај нас во овој регион нема, недостасува. Иновативните предпријатија водат кон зголемување на конкурентноста на пазарот, со што се постигнува намалување на стапката на невработеност. Преку донесената стратегија, чија имплементација започна во декември, се очекува да се зголеми свеста за предприемништвото кај населението и да се зголеми бројката на новите иновативни предпријатија. Оне што има добра бизнис идеја, не мора да има тој пари сопствени за да ги вложи, за да може да започне бизнис. Сега, што недостасува? Каде е оној предприемачки екосистем? Приватен капитал да може да се вложи во тие такви стартапи. Тоа не постои. Не дека не постои, туку нема желба од страна на оние кои што ги имат пари. Доволно долг беше периодот каде што низа генерација има заедничка основа, инертност.
Некогаш, објаснуваат експертите, не се неопходни ниту многу средства. Светот забрзано чекори кон иновативни решенија. Крајно време е и македонците да се активираат на тоа поле. Не бледнеат сеќавањата на големите капацитети од текстилната индустрија. Дали Куманово има шанса повторно да биде меѓу првите по производство на текстил во државата како некогаш? Позитивните законски решенија, субвенциите од државата и квалитетната работна сила се клучни за подобрување на состојбата, сметаат од текстилната индустрија. Подобрен е и статусот на работниците во оваа гранка, чиј труд во транзицијата беше потценет и често злоупотребуван. Квалитетна работа, добар менаџмент и промовирање на производството во последните неколку години ја промени сликата во текстилната индустрија. Водечки пример за успешна работа на принцип на лом производ, кој потоа се извезува во Германија, е Кумановската фабрика Босут. Странскиот партнер години наназад соработува со оваа фабрика која произведува ХТЗ опрема. Изминатата година била успешна, а собственикот најави проширување на капацитетите со отварање на линија за домашниот пазар. Во текот на ова година веќе го завршуваме новиот погон, значи ќе се прошириме со ова 70 работници преку формата на обука. Сега веќе не почнуваме, мислам дека во текот на крајот на овој месец ќе почнеме со првите 20. Македонската квалитетна работна сила е посебно ценета во европските држави. Дополнителното искуство оттаму направи текстилот произведен тука да биде конкурентен на пазарите ширум светот. Во нашата фабрика Босут квалитетот е најважен, затоа што нашите производи се пласираат на странски пазари. Нашиот партнер Киблер од Германија ни ги пренесе искуствата за организација на работата, како и квалитетот на изработка. Производите се под постојана контрола и се води сметка за најситните детали. Ако некогаш беше потценет трудот на текстилните работници, чии плати доцнеа, се правеа злоупотреби и манипулации, со позитивните закони и контроли на работодавците состојбата е сменета. Зголемена е цената на работа по час, редовни се платите и подобрени условите. Спрема нашето општество, во какво општество живееме, платата е добро е. А работата како работа сноси многу одговорности и тешкоти. Моето работно место се водам како вработен на пеглач на парни преси. Работиме по потреба и на други радни места. Ова работа важи за женскиот пол? Претежно работат женскиот пол, но не има и нас. Ако имаш волју да работиш, ќе дојдеш ќе работиш. И не е тешко. Една од водечките индустрии во Куманово веднаш по чевларската некогаш беше и текстилната, од која екзистираа 3000 семејства. По распаѓањето на големите текстилни комбинати, како што се Киров, Етак и Биброк, во транзицијата останаа само неколку погони кои произведуваа минимално. Но во последно време со помош од државата повторно се враќа интересот. Во оваа гранка се очекува работа да најдат над 5000 работници за големата компанија Weibo Group, а најголем дел од нив ќе бидат од Кумановско. Доколку барате веднаш да се вработите, тогаш завршете стручно 4-годишно образование. И со ваков вид на образование можете да се запишете на кој било факултет. Но факт е дека и покрај ваквите предности, последниве години се намалува бројката на ученици во стручните образовни профили. Се помал е интересот за стручно образование. Ако пред 20 години во средното стручно економско училиште во текстилната струка се запишувале по 30 ученици, во 5 класови последниве години се запишуваат и 20 ученици. Некој тренд или можеби неинформираност тоа што се намалува бројот на ученици во стручните училишта. Дури ни ниските плати не се причина за таа незаинтересираност, едноставно таков е трендот кај нас сега да подобро ќе работи во бутик за 4000 денари во центар, каде што ќе биде виден и ќе го видат, отколку да седи на машина 8 часа, иако и тоа честна работа и мислам за добар мајстор може и добро да се заработи. Интересно е што и покрај недоволниот интерес, сепак факт е дека оние кои завршуваат стручно образование бргу наоѓаат работа. Овој податок го подкрепуваат слободните работни места кои се објавуваат на официјалната страна на Агенцијата за вработување, а се однесуваат токму на побарувачка на квалификувана и стручна работна сила. Професорите велат дека во училиштето по извесен период доаѓаат на дообука и преквалификации ученици кои завршиле гимназиско или економско образование. Непривлечна е малку струката за секој гледа да биде некој нешто, да не работи, а да зима плата. Овде треба да се работи и треба да се знаат за да се работи тоа што е учено.
Стручното образование не ја намалува ниту шансата за упис на факултет. Учениците кои ги затекнавме во работилницата ги охрабруваат идните средношколци дека можат да одберат стручно образование и дека освен што можат да се запишат на еден од техничките факултети, можат да се запишат и на други факултети. Нашите ученици се успешни на било кој технички факултет. Јас имам ученици што ми се колеги сега, значи што предаваат како професори во училиште, имам ученици што предаваат математика, што се професори по македонски јазик. Мислам дека со ова струка ќе можем да се вработам. После завршувањето може да се започне свој сопствен бизнис, но може и да се продолжи на повисоко ниво на школувањето. Мислам дека ова е нешто добро и сакам нешто повеќе да научам во дизајнот, за моделирањето. Последниве години Министерството за образование и наука се обидува со различни методи и начини да го промовира стручното образование, но и самите ученици и нивните родители пред се треба да знаат дека поголеми се шансите веднаш да се најде вработување доколку се заврши стручно образование. Сите невработени лица кои се заинтересирани за отпочнување на сопствен бизнис имаат можност уште денес и утре да аплицираат на огласот за самовработување со неповратни средства во грантови. Крива Паланка има бројни успешни бизнис приказни со кои невработеноста во општината е перманентно намалена. Со бизнис планот кој сама го изработила и по сите поминати обуки во рамки на аплицирањето, Сашка Печовска преку проект за самовработување добила 3000 евра неповратни средства од државата, со помош на кој го остварила својот сон. Иако на почетокот била скептична, денес веќе трета година е сопственичка на игротека за деца и вели дека работата оди во нагорна линија. Љубовта кон децата била присудна за бизнисот ваков тип, а средствата биле олеснителна околност и дополнителна мотивација, вели таа. Со игротека Бимбо започнавме некаде при крајот на 2012 година. Се пријавив на огласот за самовработување, каде што ги поминав сите обуки и прашалници, но мислам дека пресудна беше бизнис идејата. Средствата од самовработување, од програмата за самовработување се олеснителни многу во бизнис планот и во работата и се голема мотивација за работа. На ниво на државата неповратни средства во грантови на тековниот оглас кој ќе трае до 10 март ќе добијат вкупно 960 активни баратели на работа, информираше Грозде Ѓорѓиевски, директор на Центарот за вработување Крива Паланка. Може да аплицираат сите лица кои се активни баратели на работа, кои се евидентирани како активни баратели за работа као невработени лица. Лицата кои се пасивни, односно кои се пријавуваат на 6 месеци, не може да аплицират во ниедна мерка во Центарот за вработување Крива Паланка. Средствата како неповратни се 3000 евра за секое лице кое што ќе оствари свој бизнис. Односно може да вработи друго лице со 1500 евра, односно значи 92.000 за ново вработено лице. На огласот не може да аплицираат лицата од земјоделската дејност, додека најуспешните бизнис планови ќе имаат и дополнителна поддршка, а ова особено се однесува на занаетчиите. Според анализите, додека во земјата функционираат над 70% од фирмите отворени со државни средства, во Крива Паланка постојат и работат над 90% од фирмите отворени на ваков начин. На Градежниот и архитектонскиот факултет ќе се одржи саем за вработување, наменет за студентите и компаниите. Целта на саемот, кој ќе трае до 11 март, е да им понуди на студентите квалитетни работни места, а на компаниите квалитетен и амбициозен работен кадар. Во зградата на Градежниот и архитектонскиот факултет ќе се одржи 11-тиот саем за вработување и кариера во организација на студентската организација БЕСТ. Студентите преку активностите на саемот ќе можат да остварат директен контакт со компаниите кои се во потрага по квалитетен и амбициозен работен кадар и да се запознаат со побарувачката на пазарот во моментот. Саемот представува добра можност студентите полесно да дојдат до работа или пракса во водечките компании во државата.
Во деновите предвидени за презентација на компаниите на штандови, секоја од компаниите ќе ја изложи својата работа, целите и понудите за вработување. Студентите ќе имаат можност да поставуваат прашања и подетално да се информираат за работата и можностите за вработување. Сајмот предвидува и обуки и презентации од страна на компаниите кои ќе бидат отворени за сите заинтересирани студенти со цел да им помогнат подобро да се подготват за предизвиците за наоѓање работа и пракса. Доколку студентите се заинтересирани за ваков вид соработка со компаниите, треба да остават своје CV на официјалната веб страница. Сајмот ќе трае до 11 март. Во тек е изградбата на дел од автопатот Кичево-Охрид, на која работат 600 работници од македонски компании. Целата инвестиција за овој проект изнесува 374 милиони евра и досега се пробиени 25% од трасата, која е со вкупна должина од 60 километри. 374 милиони евра изнесува вкупната инвестиција за изградба на дел од автопатот Кичево-Охрид, кој треба да го олесни и забрза транспортот на патници и стока и да придонесе за економски и туристички развој. Изградбата на автопатот се одвива според планираното и досега се пробиени 25% од трасата, која е со вкупна должина од 60 километри, истакна премиерот Никола Груевски. Тој нагласи дека од вкупно 670 работници кои работат за изградба на автопатот, 600 се од македонски компании и нивниот број ќе се зголемува и во иднина. Веќе почнаа и активностите за пробивање на тунелот пресека кој ќе биде околу 2 километри, рече премиерот. Тој најави дека во април оваа година ќе се објави јавен повик за прибирање понуди за концесии за делот на автопатот меѓу Кичево и Гостивар. Веќе имаме најава од една компанија дека и се прифатливи условите под кои планираме да ја објавиме концесијата. Верувам дека овој пат ќе имаме успешен оглас и дека ќе имаме компанија која ќе дојде и инвестира и со тоа целосно ќе го заокружиме коридорот 8 во делот на автопатски решенија, потенцираше Груевски. Во неколку градови низ Македонија, Мировниот корпус на САД ќе одржи регионални промотивни средби. На овие средби, кои што се бесплатни, Мировниот корпус ги поканува сите семејства, организации и институции кои се заинтересирани да примат волонтер. Мировниот корпус на САД ќе одржи регионални промотивни средби во неколку градови низ Македонија. Првата информативна средба ќе се одржи во Пробиштип, а по неа следуваат средбите во Берово, Кичево, Крива Паланка, Дебар, Битола, Валандово и Скопје. На овие средби Мировниот корпус ги поканува сите семејства, организации и институции кои се заинтересирани да примат волонтер. Главна тема ќе биде позитивното влијание на волонтерот на Мировниот корпус во училиштето или организацијата, како и за процесот на аплицирање. Регионалните промотивни средби се бесплатни и отворени за сите заинтересирани. Од почетокот на програмата на Мировниот корпус во 1996 година, преку 500 американци имаат служено како волонтери на Мировниот корпус во Македонија. Волонтерите се на различна возраст и имаат најразлични искуства како одржување настава, работа со здруженија на граѓани, општини, работа со млади и бизнис организации. Мировниот корпус на Македонија ја очекува новата група од 50 волонтери во септември оваа година. Откако ќе поминат 3-месечна обука, овие волонтери ќе работат во училишта, здруженија на граѓани и општини 2 години, почнувајќи од декември 2015 година. По донесената одлука за доделување на еднократен паричен надоместок за првите новороденчиња во Крива Паланка во оваа календарска година, на 2 семејства им беа доделени по 6000 денари. Повеќе во продолжение. Градоначалникот на Крива Паланка Алексовски донесе решение со кое се одобрува одлуката на Општинскиот совет за исплата на парични средства во висина од 12.000 денари на 2 деца родени во оваа календарска година. Еднократен паричен надоместок од 6.000 денари доби првото новороденче од Крива Паланка кое е родено на територијата на општината и првото новороденче кое е родено надвор од територијата, а чии родители се со постојано живеалиште на територијата на Крива Паланка. Ваквата пракса е традиционална. Символичниот гест градоначалникот го реализира секоја година откако е на функцијата. Откако дојде за градоначалник, секоја година ние префрламе на првото дете кое е родено во здравствениот дом во Крива Паланка. Средства, тоа се сепак символични средства, но едно мало внимание. Со оглед на тоа дека се помалку и помалку се врши поредување во здравствениот дом во Крива Паланка, така да дојдовме до ситуација
да бидеме во недоумица дали да се дадат тие средства на она дете кој е родено во здравствениот дом во Крива Паланка или кои се родени и во Куманово, Скопје или слично. И така да еве, на мој предлог одлучивме, Советот донесе одлука да се додадат и да биде и за тоа дете кое ќе биде родено во Крива Паланка и за тие деца што ќе бидат родени надвор од Крива Паланка, но нормално ќе бидат жители на овој град. Добивањето нов член во семејството е најголема радост, но носи и нови обврски и трошоци за кои локалната самоуправа на Крива Паланка на почетокот на секоја календарска година дава свој финансиски придонес. Следуваат вестите од светот. Уништени се и украдени предмети од уште еден древен ирачки град од страна на исламистичката држава. Во Грција постои можноста од масовен прилив на бегалци во Европа поради економскиот ќорсокак. Почнаа воени вежби на НАТО во Црно море, на кои учествуваат неколку земји членки на Алијансата. Од страна на исламската држава уништени се и украдени се предмети од уште еден древен ирачки град. Станува збор за трет по ред ваков напад против културното наследство на Ирак. Екстремистите ги кренаа во воздух археолошките остатоци од Хорсапт во северен Ирак, соопшти Џума Абдула, представник на одделот на археолошките наоѓалишта во провинцијата Ниневија. Жителите на Хорсапт велат дека ги украле повеќето антички предмети и ги кренале во воздух другите. Претходно ирачката влада соопшти дека екстремистите со булдожери ги уништиле древните градови Нумрут и Хатра. Панос Каменос, грчкиот министер за одбрана, предупреди дека постои можност од масовен прилив на бегалци во Европа поради економскиот ќорсокак помеѓу Атина и другиот дел од еврозоната. Доколку тие и нанесат удар на Грција, тогаш треба да бидат свесни дека имигрантите ќе добијат документи за патување и ќе се насочат кон Берлин, изјави Каменос на состанокот на неговата крајно десничарска партија Независни Грци. Исто така Каменос додаде дека доколку помеѓу бегалците има борци на групацијата Исламска држава, тогаш Европа самата ќе биде одговорна поради нејзиниот став по прашањето за грчкиот долг и реформите. Почнаа воените вежби на НАТО во Црно море, на кои учествуваат неколку земји членки на Алијансата. Вежбите се одржуваат во водите во близина на Крим полуостров, што во март минатата година беше анкетирано од Русија, кога руски воени групи ја презедоа контролата од украинските војници. Во вежбите учествуваат воени бродови од Соединетите Американски држави, Канада, Италија, Турција, Германија, Бугарија и Романија. Целта на вежбите е да се подобри комуникацијата помеѓу сојузниците за секакви операции, без оглед дали станува збор за хуманитарни или не. Обуката вклучува симулирање против воздушни и подводни воени вежби, како и симулирање напади со мали бродови. Повторно се враќаме дома. Ученичкиот дом професор Мијалковиќ е меѓу првите установи од овој тип во државата и успешно работи повеќе од 6 децении. Свој втор дом наоѓаат ученици од околината на Куманово и соседните градови во регионот. Слободното време на децата е целосно исполнето со најразлични активности, во кои е вклучен цел тим од стручни лица. Секој ученик да има добар резултат во учењето, да е жив и здрав, културно воспитан и да излезе како социјализирана и развиена личност подготвена за се што му носи животот. Тоа е основната задача на одговорните во ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Битно е дека многу се води сметка за ученици тука, од оно што се вика здрава храна, здрава средина, ментално, емоционално здраве на ученици, што посебен аспект даваме тука. И никогаш не сме имали инцидент, не сме имали девијантни однесувања од страна на некои ученици, не сме имали оно што се вика пороци на денешнината, зло. Домот се обидува да ги задоволи потребите на учениците во секој поглед од воспитно-образовниот процес, како и од културно-забавниот живот. Одржувањето на хигиената и здравата храна се дел од секојдневието на учениците. Храната е добра, задоволни сме од условите. Секој ден разновидна храна. Компир, чорба и джинки и суклијаш за денеска, тоа е. Можноста за спортски активности, но и солидните резултати на ова поле се потврда за водењето здрав живот во овој дом. Па да, работиме моментално со учениците во 5 дисциплини имаме. Машки имаме пинг-понг, женски пинг-понг, шах машки, женски и во фудбал. Напорно работиме цела есен, затоа оствариме и добри резултати. Во пинг-понг машки имаме освоено второ место, женски имат исто така прво место освоено, во шах женските се прво место, машките второ и во фудбал освоиме прво место.
Pa po pola sat, zavisi koliko imamo za učenje i koliko možemo da oddelime vreme za sport. Ping-pong igrаме, така, учиме. Капацитетот на ученичкиот дом е 120, но во моментот тој не е целосно исполнет и во него престојуваат околу 70 деца. Благодарение на Министерството за образование, нивниот престој е бесплатен. Додека во другите градови од Македонија лекарите евидентираат рапидно зголемен број на заболени од стомачен вирус, во Куманово нема ново заболени и воедно бројката на заболени од жолтица значително е намалена. Ако 2014 беше година на епидемија од жолтица со над 100 заболени, оваа година бројката е значително намалена, информираат од Центарот за јавно здравје од Куманово. Последните 3 месеци евидентирани со 18 случаи на заболени од оваа инфективна болест, од кои 11 во јануари, 5 во февруари и 2 во текот на минатата недела. Од страна на Центарот за јавно здравје исто така е направено епидемиолошко извидување и анкети во домовите, како и повремено земање на урини за да може да се види дали навремено да се дијагностицираат оние што се заболени кои што се уште не покажуваат прави симптоми на заболувањето. Епидемиолозите појаснуваат дека тоа се циклични периоди на појавување на оваа болест, од која главно се инфицираат децата. Заболени од жолтицата тип А се од ученичкиот дом во селото Драгоманце, општина Старо Горичане, селото Алгуња и по еден случај во селата Степанци и Белјаковце. Самиот почеток на епидемијата, односно и од почетокот на школската година, и директорите на училиштата и населението е запознаено со превентивните мерки како ова заболување се пренесува и постојано се зборува така и ова болест се нарекува болест на нечисти раце. Се дава главниот акцент е на одржување на хигиената, особено на правилно миење на рацете и дезинфекција на рацете и на приборот за јадење, работните површини. Симптоми на жолтица која уште се нарекува и болест на нечисти раце. Епидемиолозите објаснуваат дека се висока температура, темна урина, анксиозност, главоболка, губење на апетитот. Заболените се хоспитализираат на инфективното оделение. Периодот на инкубација трае од 2 до 4 недели, а потоа продолжува во домашни услови, велат од Центарот за јавно здравје. Додека во останатите градови на Македонија се зголемува бројката на заболени од стомачен вирус, во Куманово нема регистрирано ново заболени од таа болест, додаваат од Центарот за јавно здравје. Една тема која е взаемна обврска, а честопати настанатите состојби пред се на нехигиена се префрлуваат на една страна. За разлика од стариот, новиот дел од градските гробишта во делот кај Бабин дол и покрај тоа што зафаќа голема површина се уште е неуреден, а улиците се неасфалтирани. Сметот е присутен на секоја страна. Ова предизвикува големо незадоволство кај граѓаните. И покрај редовните плаќања на придонеси, граѓаните се незадоволни од состојбата во која се наоѓаат градските гробишта во Куманово. Гробиштата се место каде ги погребаат најмилите и излегуваат на одредбини и празници. Особено во лоша состојба е новиот дел. Кал, смет, неискосена трева е она што е секојдневна слика на оваа место. Кумановци велат дека надлежните недоволно внимание посветуваат тука, место кое е од голема важност и на кое што одат сите. Овие тука што се малку на удар се позачистени, а натаму да се појде на краевите е многу лошо. Еве со као види чевлите какви ни се. Уличките овде се асфалтирани сега, да кажеме. Добро е, али за другото не се одржува. Па отпад има на секоја страна. Ето и ние можеби имаме свој удел, ама кога би се средило да биде така да има некој ред убав, мислам дека и ние ќе се придржуваме кон тој ред. Надлежните додаваат дека редовно се спроведуваат акции за чистење. Се случува камионите за собирање на смет да ги чистат гробиштата и 2 до 3 пати дневно, како што е тоа за празници. Исто така граѓаните се должни секој да чисти пред околу гробното место на кое излегуваат и да го изнесат сметот. Гробишта во принцип су чисти и редовно се одржуваат. После извршени парастоси или погреби, самиот отпад да си го соберат и да го одложат во кантите и контейнери, да не го остават на гробно место. Проблем су и кучиња, скитници, луталице кои ги има во голем број во гробишта. Сите заедно можеме да придонесеме да гробишта бидат још поуредни него што јесу.
Од чистота информираат дека најголем дел од градските гробишта се асфалтирани и инфраструктурно уредени. Има и нови блокови кои секојдневно се шират, кои во иднина ќе бидат и тие средени и калта ќе замине во историја. Инаку ова се најголеми гробиште во Македонија после гробиштата во Бутел, со површина од 8 хектари и каде има преку 20.000 погребани лица. Најава за утрешниот прв надпревар на кошаркарите на Куманово во Бибел лигата против Рилски на гостински терен. Екипата на Куманово веќе е пристигната во Бугарија, каде ги прави завршните подготовки во пресрет на надпреварот. Според информациите од клубот, расположението во екипата е одлично. Сите кошаркари се подготвени да го дадат максимумот во остварување на позволен резултат. Александра Костовски, еден од најдобрите кошаркари на Куманово во пресрет на утрешниот меч против Рилски во Бугарија, вели: екипата е консолидирана и верувам во успеси на престојните мечи во Бибел лигата и домашното првенство. Почнуваме да се полека да влегуваме во еден ритам кој што баш сега кога е најпотребно и покрај сите проблеми што се случува во текот на изминатиот период, мислам дека успеавме да се консолидираме и да одиме онаму каде што доцртавме од почетокот, а тоа е пласман во полуфиналите од плейоф. Костовски е задоволен од својата форма, што секако е еден од предусловите за успесите на Куманово. Како и секој играч нормално, значи имаме и добри и лоши утакмици, меѓутоа во глобала сум задоволен. А во пресрет на утрешниот двомеч против Рилски, плеймейкерот на Куманово со свое видување. Правилата се малку чудни во Бибел лигата. Мислам дека до сега требаше да бидеме пласирани во полуфиналето. Имаме најмногу победи од сите екипи, меѓутоа се уште треба да се бориме за тоа полуфинале, така да меѓутоа како е така е, мора да продолжиме понатаму. Направивме добра екипа, меѓутоа не се уште не се знае дали ќе може Караджовски да ни помогне во тој наш пат да стигнеме до финалето, а подоцна можеби до трофеот. Но мислам дека имаме шанси, дека лигата е многу изедначена и дека нема фаворити, ќе одлучат нијанси, така да имаме предност сега на домашен терен во ова разигрување. Мислам дека сме фаворити со Рилски, дека ќе успееме да идеме до полуфинале, па што биде понатаму. На кошаркарите на Куманово им посекуваме многу среќа во Бугарија и се надеваме на пријатни вести. Расел Вестбрук ја продолжи својата доминација во НБА лигата, откако во славието на Оклахома над Торонто со 108-104 го забележа шестиот трипл-дабл на претходните 6 надпревари. Во дербито Голден Стейт со 106-98 славеше над Лос Анџелес Клиперс. Вестбрук во отсуство на повредениот Кевин Дурент игра во неверојатна форма. Бекот на Тандер против Торонто имаше учинок од 30 поени, 11 скокови и 17 асистенции. За Вестбрук ова е шести трипл-дабл на последните 6 надпревари. Покрај Вестбрук, во победата на Оклахома се истакна уште Серж Бака и Енес Кантер кои постигнаа по 21 поен. Голден Стейт, иако конечниот резултат не го покажува тоа, лесно го доби дербито со Лос Анџелес Клиперс. Warriors во најголем дел од надпреварот имаа предност помеѓу 14 и 20 поени. Деймонд Грин со 23 и Клеј Томпсон и Шон Левингстон со по 21 поен беа најефикасни кај Голден Стейт. Шампионот Сан Антонио славеше над Чикаго, Шарлот против Детройт, Јута во дуелот со Бруклин, Орландо против Бостон и Далас над Лос Анџелес Лейкерс. По 1311 надпревари на кои постигнал барем еден кош од игра, Тим Данкан на 8 март 2015 година првпат во својата кариера не успеа да постигне ниту еден поен од игра на еден НБА надпревар. Еден од најдобрите кошаркари на сите времења ги промаши сите 8 обиди од игра во лесната победа на Сан Антонио против Чикаго од 116-105. Колку за споредба, Леброн Джеймс веќе во втората сезона во НБА лигата имаше надпревар без постигнат поен од игра. Шејкил Онил има 2 такви меча во својата кариера, додека Коби Брајант дури 23 меча имал 0 кошеви. Данкан 18 сезони играше без грешка, без разлика дали бил повреден или во лоша форма. Секогаш постигнувал поени, но за се има крај. Тој на мечот со Чикаго постигна 3 поени. Сите од линијата за слободни фрлања, имаше 8 скокови и 3 асистенции. Данкан оваа сезона има просек од 14,4 поени и 9,5 скокови по надпревар. Европскиот огранок на Светската кошаркарска федерација ФИБА на 4-та редовна седница донесе одлука да го укине признавањето на регионалната АБА лига во која се надпреварува и македонскиот шампион МЗТ Скопје.
Како причина за ваквата одлука на бордот на ФИБА Европа се наведени неусогласувањата на правилата за надпреварувањето со генералниот статут и правилникот на федерацијата. Во случај да продолжи да функционира АБА лигата, ФИБА Европа може да донесе одлука за забрана на настап на европски, светски првенства и олимпијади на играчите, како и на судиите кои ќе бидат дел од регионалното надпреварување. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во крајниот југоисточен дел може некраткотраен локален дожд, а на планините снег. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец. Температурата ќе се движи од 2 до 8 степени. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.